Библијата како книга, полна е со историја. Но то не е само една обична историја. Тоа е историја од која што и како треба се поучиме. Буквално од секоја историја, секој народ може да учи нешто, но Библијата е посебна, полна со поуки. Знаете, како се вели оној народ кој што не се поучува од историјата, што? Осуден е да ја повтори. Што вели во Проповедник 1.9? Ајде, тоа нека ни биде прв стих. Книгата на Проповедник, 1 глава, 9 стих. Вели, што било, пак ќе биде. И што се правило, пак ќе се прави и нема ништо ново под сонцето. Сеќавам на времето Брадјани зборуваше за некои од овие стихови. И навистина, колку често знае да се повтори историјата. Она што било, пак ќе биде, кој што е овој стих. Или еве да отвориме во прво послание до Коринќаните 10 глава, каде што прво Коринќаните 10 глава, каде што на почетокот од главата се спомнуваат оние искуства на Израел во пустината. И потоа Павле овде вели од 7 стих, односно од 6 стих, а тие нешта станаа примери за нас, за да немаме зли желби, како што ги имаа тие. Значи, тоа беа примери, тоа беа поуки за нас, за да ние не правиме така. И продолжува и вели, не бидете идолопоклоници како некои од нив, како што е пишено, народот седна да јаде и пие, потоа стана да игра. Ниту блудствувајте како што блудствуваа некои од нив и во еден ден паднаа 23.000. Ниту да го искушуваме Господа како што го искушуваа некои од нив и загинаа од змии. Ниту роптајте како што роптаа некои од нив и загинаа од истребителот. А сето тоа им се служи за пример нам и е напишано за поука нам, врз кои дојдоа краевите на времењата. Сето тоа што е запишено е за поука нам. И фала му на Господа што Господ не се воздржал, ама баш од ништо. Значи го прикажува човекот од А до Ш таков каков што е. И со добри, и со сите лоши особини. И еден куп ситуации имаме каде што Божиот народ се отргал од Господа, фаќал други правци, тргнувал по други богови, паѓал во идолопоклонство. И сето тоа се примери од кои што ние денеска треба да влечеме драгоцени поуки. Посебно, како што вели стихот, нам, врз кои што дојдоа краевите на времењата. Тоа е 10 глава од прво послание до Коринќаните. Значи, посебно за ова последно време се битни сите поуки од Библијата. Значи, често пати се случувало Божиот народ, значи, да не ги почитува Божите совети, Божиот стил на живот кој што го им го нудел, па фаќале своји правци, сакале да живеат свој стил на живот. Знаете, во една прилика, иако Господ не ги оставил без да ги опомене, да ги предупреди, посакале и цар, велејчи, онака горба, па и сакаме и ние да бидеме како другите народи и така натаму. И знаеме што ги снашло, токму она што Господ им го кажал. Како тоа лесно се прилагодувале, знаеле се прилагодат според обкружувањето. Ги прифаќале обичаите, традициите, навиките на околните народи. И тоа како народ, значи како теократија. А камо ли ние денеска? Ние сме распрскани на сите страни и обкружени со најразлични обкружувања, најразлични обичаи, најразлични погрешни сваќања сред овој народ. Не е лесно да
се задржите да не подпаднете под некое влијание. Тоа е таа борба за секоја душа. Значи, дали тоа е во начинот на облекување, на јадење, пиење, начин на говор и така натаму и така натаму. Прифаќаме, сакале нејкеле, во такво обкружување, често пати знаеме да прифаќаме работи од нашата околина. Сега, рековме дека сме во војна и тоа во постојана војна. Кога сме во војна, покрај тоа што е добро да се знае што се треба да облечеме, да ставиме на, значи, целото тоа Божие оружје, многу добро е да се знаат и стратегиите на непријателот, самиот непријател. Со кого имаме работа, со што се користи. Знаете, тоа е исто како еден фудбалски тим, со се тренерот, треба да имаат надпревар со некој друг фудбалски тим и тие ја проучуваат претходно нивната игра, гледаат видеа, гледаат надпревари, некои нивни претходни надпревари на противничкиот тим со кого треба да имаат надпревар, за да ги проучат нивната стратегија, нивниот начин на игра, нивните слаби точки и така натака и така натака. Во војните често пати многу повеќе пари се вложуваат и се трошат во шпионските служби, службите за разузнавање, отколку во самата војна. Многу е битно да се добијат информации во врска со непријателот. Па сетете се само на Елисеј. Знаете колку Божиот народ бил во предност пред непријателската војска, токму преди тоа што Господ на Елисеј му ги кажувал позициите на непријателот. Па дори овие помислиле дека има некој шпион во нашите редови. Мора да го најдеме. Голема е предноста да се знаат потезите на непријателот, неговата стратегија, начин на војување, на напади и така натаму. Видите што кажал Исус во Лука, 14 глава, 31 стих. Лукино Евангелие, 14:31. Многу убав стих, познат стих. Или кој цар, кога оди на војна против друг цар, прво неке седне да се посоветува, може ли со 10.000 да издржи пред оној кој иде против него со 20.000? Че ви самиот Исус насочува на тоа дека е паметно, односно дека не е паметно да се поиде во бој против непријателот без да знаете ништо за него. Мора да се запознаете и со непријателот. Во смисла, нели, на, како што кажав, на тактиките негови. Сега се префрлиме на времето на 6 века некаде пред Христа, кога голем дел од израелците се одведени во Вавилон, вавилонско робство. И се насочуваме конкретно на Даниел и на тројцата млади момчиња. Па можеме да отвориме во Даниел 1 глава, да видиме што од тука можеме да се научиме. Ја верувам дека неколку саботи, односно оваа сабота, па потоа некаде во втората половина од октомври, ќе се подсетиме на некои познати настани од Даниел и ќе се поучиме. Тоа е нашата цел. Ќе читаме од првиот стих во Даниел, 1 глава. Вели, во 3-та година на царувањето на Јоаким, царот на Јудеа, дојде Навуходоносор, царот на Вавилон, против Ерусалим, да го обсади. Господ му ги даде во рацете Јоакима, јудејскиот цар, и дел од садовите во Божиот дом, тој ги однесе во земјата Сенар и ги сложи садовите во ризницата на својот бог. Царот му нареди на Асвеназа, старшината на своите придворници, да доведе од синовите Израелеви неколку момчиња од царски или од благороднички род. Значи, избрани. Не било кои, не било какви. Некои кои што ќе му бидат потребни. Нему. Во неговата царштина. Кои што ќе му помогнат. Интересно, како да немало меѓу вавилонците. Меѓутоа, факт е дека израелците се истакнували и по мудрости и по многу други работи. Ова е доказ.
Нека бидат без недостатоци, вели 4 стих, убави, вешти во секоја мудрост, добро поучени и бистри, достојни да стојат во царскиот дворец. Асвеназ нека ги научи на писмото и јазикот на халдејците. Царот им одреди дневно следување од царските јадења и од виното од својот стол. Нека ги воспитуваат 3 години, значи цел факултет, а потоа ќе стојат пред царот. Меѓу нив беа јудејците Даниел, Анани, Мисаил и Азари. Многу чудно, но и можеме да кажеме жалосно, ние овака не ги познаваме. Најчесто ги знаеме по нивните вавилонски имиња. Ете, така ни останало, веројатно, од слушање проповеди и така натаму, не знам. Значи, Даниел, веќе за Даниел го знаеме, и така си го кажуваме. Меѓутоа, Анани, го знаеме како што? Седрах. Мисаил како Мисах. Азари како Авденаго. Вели 6 стих, старешината на придворниците им даде имења. Че видите сега, школување, посебно образование, посебна храна, промена на имењата. Интересно. Ќе разгледаме во иднина некои од овие работи, по едно. И тука ќе застанеме со читањето. Замисли си одведени млади момчиња, се смета дека биле негде околу 20 години, 20 и нешто, можеби. Во својата младост однесени во туѓа земја, во робство. Какво обкружување имале во Вавилон? Можеме да замислиме. Меѓу тие пагани, многобожци. Со поинакви навики. Тотално поинакво општество. И тие среде тоа обкружување. Ја би сакал тука да прочитам дел од Второ законие или 5 Мојсија 28 поглавје. Не знам зошто, ама ете, никогаш не ми паднала толку во вид оваа глава, која што е неверојатна, да ја прочитате цела, значи дома може да си ја прочитате цела. Благослови за послушност, а потоа вториот дел, кој што е подолг од главата, проклетства за непослушност. Ќе прочитам некои делови, не мора целата. 28 глава од 5 Мојсија, Второ законие. Ако навистина го послушаш гласот на Господа својот Бог, пазејќи и вршејќи ги сите негови заповеди, што ти ги наредувам денес, Господ твојот Бог ќе те возвиши над сите народи на земјата. Видите, колку се аспекти доаѓа благословот, буквално нема дел од животот, кај што човек, ако му е послушен на Бога и на неговите заповеди, нема да добие благослов. Сите овие благослови ќе слезат, вели вториот стих, на тебе и ќе те стигнат ако го слушаш гласот на Господа својот Бог. Благословен ќе бидеш во градот, благословен во полето, благословен ќе биде плодот на твојата утроба, родот на твојата земја, плодот на твојот добиток, рожбите на твоите говеди и на твоите стада, благословен ќе биде твојот кош и твоите нокви, благословен ќе бидеш кога ќе влегуваш, благословен кога ќе излегуваш. Твоите непријатели кои ќе се кренат против тебе, Господ ќе ги положи пред тебе поразени. По еден пат ќе излезат против тебе, а по 7 патишта ќе се разбегаат пред тебе. Господ ќе нареди благословот да биде со тебе во твоите житници и во секој потфат на твојата рака. И ќе те благословуваат во земјата што Господ твојот Бог ти ја дава. Господ ќе направи од тебе народ посветен на себе си. Како што ти се заколна ако ги пазиш заповедите на Господа својот Бог и ако одиш по неговите патишта. Сите народи на земјата ќе видат дека се нарекуваш со Господовото име, па ќе стравуваат од тебе. Господ ќе те обсипе со изобилни блага, со пород на твојата утроба, со прираст на твојот добиток и со родот на твојата почва во земјата за која Господ им се заколна на твоите татковци дека ќе ти ја даде. Господ ќе ти отвори својата богата ризница, небото, за да дава дожд во твојата земја во право време
и да го благослови секој потфат на твоите раце. Ќе им даваш на заем на многу народи, а самиот нема да земаш заем. Господ ќе те држи на чело, а не на задното, на последното место. Секојаш ќе бидеш на врвот, никогаш на дното, ако ги слушаш заповедите на Господа својот Бог, што ти ги наредувам денес, за да ги држиш и вршиш. Немој да отстапуваш ниту од еден збор, што ви го наложувам денес, ни десно, ни лево, одејќи по други богови и искажувајќи им почитување. Неверојатно. И потоа почнуваат проклетствата и првите неколку стиха се свее наопаку од ова што го читавме. Проклета ќе биде твојата земја, твојот кош, така натака празен ќе биде и нема да ти раѓа земјата и се. Да не читаме се. Дваесет пети стих ќе читам. Господ ќе те направи да бидеш поразен пред твоите непријатели. По еден пат ќе излегуваш против нив, а по 7 пати ще ќе бегаш пред нив. Сосема спротивното од благословот, нели? Ако си послушен. Твоето мртво тело, вели, ќе им стане храна на сите небесни птици и на сите земни зверови. Нека има никој за да ги плаши. Господ ќе те удри со египетските приштови, со чирви, со красти, со јадеш, со египетските болести, нели? Со беснило, со слепота и со лудило, века овде. Насред бел ден ќе талкаш како што талка слепиот во мрак. Нека имаш успеси во своите потфати. Во сето време ќе бидеш притискан и ограбуван, а нека има никој за да те спаси. Па, ќе се ожениш, вика, за жена, друг ќе има, ќе изградиш куќа, друг ќе живее во неа. 32 стих, твоите синови и твоите ќерки ќе му бидат предавани на друг народ. Ова што се случило? Во робство. Твоите очи ќе солзат секој ден, но твојата рака не ќе може ништо. Народ што ти не го познаваш, ќе го јаде плодот на твојата земја и со сета твоја мака, додека ти ќе бидеш во сето време притискуван и газен. Ќе полудиш, вика, од гледките што ќе ги гледаат твоите очи и така натаму и така натаму. Читате, целата глава е околу тоа. Ево 49 стих, Господ ќе доведе од далечина, од крајот на земјата против тебе народ, што ќе слета како орел, тоа ќе биде народ чиј јазик не ќе го разбираш. Тргнале по други богови. И затоа Господ ги користи, ете и тие незнабожечки народи, царства, да Божиот народ биде газен, да Божиот народ поминува вакви неволи, да го снаоѓаат вакви проклетства, за да се сврти кон Бога кога што го заборавил. И сега ги гледаме овие 4 млади момчиња среде Вавилон, во едно такво обкружување, и неверојатно е како тие се држат. Ова е голема поука за нас, и за младите пред се, станува збор за млади, меѓутоа и за сите нас. Ако можеле како млади, тоаш ние постарите би требало да можеме повеќе, со повеќе искуство и така натаму. Но не е само до искуството. Читаме од 8 стих во Данијел, сме сега прва глава. Значи. Продолжуваме понатаму. И овој дел се однесува на масата, на јадењето, знаеме. Сите ние, кој знае колку пати сме поминували низ овие стихови, вели Данијел одлучи во срцето дека нема да се оскверни со царските јадења и со виното од неговиот стол, па го замоли дворскиот старишина да го поштеди да не се оскверни. Че не станува збор само за нечиста храна, туку и за храна која што била пренесувана на идоли и така натаму, затоа и вели да не се оскверни. И Господ му даде на Данијела да најде благонаклонност и милост кај старешината на придворниците. Началникот му рече на Данијела, ова е интересно сега, се плашам од својот господар, царот, тој ви одреди јадење и пиење, па ако види дека вашите лица се помршави, отколку во другите момчиња на ваша возраст, јас ќе бидам виновен заради вас пред царот. Ќе ослабнете, ќе станете жгулјави, викаме ние таму. Никакви, слаби,
Како да го слушам татко ми, кога во една прилика ми рече, што, не јадеш месо? Па ти ќе умреш. Неверојатно, а дојде 21 век, пазите, ова е 6 века пред Христа. Гледаме ситуација која што Господ ни е уште тогаш, значи, ни ја прикажува, ни е за поука нам, а ние во 21 век дочекавме Шварценегер, Джеки Чен, Новак Џоковиќ и не знам кој да ни излезат во документарен филм да ни учат што да јадеме. Документарецот веќе излезе, јас едва чекам да го најдам некаде на интернет. Презадоволни се, мислам, од оние што гледале, баш денеска читав некои коментари. Дури има луѓе, замисли си какво влијание има филм, ја кажав, нели, нормално е тоа се луѓе кои што се влијателни, познати, и има влијание тоа што го зборат. А кај сме ние? Со влијанието на Духот Свети, со Словото Божие. Има луѓе, како што читав, дека дента на 16 септември, кога излезе филмот, го гледале во кино, од утре станале веган. Неверојатно. Ќе спомнам малку подале нешто околу тоа, ако има време, но едва чекам да излезе, значи, филмот, мислам, некаде на интернет да се најде. Значи, овој началникот му вели на Даниел, се плашам, што ќе стане со вас, па ќе одговарам пред царот. Тој рече вака и вака. И пазите каква храна била таа на масата што ја имале. Мислите дека било од некој тамо Ш квалитет? Најквалитетното месо, најквалитетното вино, најквалитетната храна од царството. Било светска сила тогаш. Не им била дадена, затоа што царот ги спремал за да бидат во царскиот двор, тука, да му бидат помошници. Да направи нешто екстра од нив. И тогаш Даниел му рече на чувар од 11 стих, кога старешината на предворниците им го беше одредил на Даниела, Ананија, Мисаила и Азарија, те молам обиди се со своите слуги 10 дни, дај ни 10 дена, нека ни даваат зеленчук за јадење и вода за пиење. Ова е веган храна, како што гледам овде. Зеленчук и вода. Тогаш ќе видиш какви ќе бидеме ние, а какви момчињата кои што јадат од царските јадења. Па направи со своите слуги според она што ќе видиш. За 10 дена. Има во, она што го видов во трейлерот на овој документарец, некој спортист, значи станува збор за врвни спортисти. Односно за, ајде кога сме тука кај тоа, човекот се вика Джеймс Вилкс, оној кој што на некој начин го раскажува своето патешествие, кој што бил инструктор во борички вештини во армијата на Соединетите Американски држави и доживува некоја несреќа при тоа, незгода, и 6 месеци воопшто не можел да тренира, да работи. И почнал да истражува која би била најсоодветната, најоптималната диета, значи исхрана, за да најбрзо се опорави од повредата што ја добил. И доаѓа до некои истражувања во Австрија, на некои истражувачи кои што откриле дека гладиаторите биле пред се, а што би можеле друго да бидат, вегетаријанци, односно вегани. Гладиаторите, оние кои што се бореле во арените со лавови и со меѓу себе. Нормално во тоа време само царевите и она класа можеле да дојдат до месо. Значи повеќето, значи таму станува збор, поголем процент, многу поголем процент, некој од нив можеби доаѓал до некој парче месо, меѓутоа пред се, други ги викале барли мен. Барли беше овес или што беше? Мислам дека така нешто. Пред се јаделе житарици таква работа. Тоа биле робови, нормално, тоа им било давано. И овој се изненадил кога видел дека вакви луѓе се хранеле со таква храна. И потоа почнал цели 5 години од човек на човек, значи каде слушал дека има врвни спортисти кои што биле вегани и се хранеле со растителна храна и така и создаде на некој начин документарецот.
Мала реклама, значи. Но, што ми е поентата? 6 века пред Христа, значи тоа е пред 2600 години од денеска. Ние го гледаме тоа во Библијата. А во 21 век луѓето се освестуваат за некои работи. Која е предноста што имаме ние со поседување на Божјето Слово? Па да не кажам тука, нели, духот на пророштвото. Елен Вајд била пред сите во 19 век зборува за истите работи, кои што денеска стануваат популарни дори. Значи, 10 дена дајни. Тогаш ќе видиш какви ќе бидеме. 14 стих, тој се согласи и ги стави на испитување 10 дни, а по 10 дена тие беа поубави и позгоени отколку момчињата кои јаде од царските јадења. Од тогаш чуварот ги прекрати нивните јадења и дажбата вино, што треба да го пијат, и им даваше само зеленчук и вода. Значи, мислам тоа што тие барали 3 години, сега тоа, нели, трае таа обука. На овие 4 момчиња Бог им даде знаење и разбирање на сите книги и мудрости. Даниел ги разбираше виденијата и соништата. Значи, не само што биле и цврсти и јаки во физички смисла, туку еве со бистар ум биле и Господ можел да многу добро да комуницира со нив. Откако се исполни времето одредено од царот за да му ги доведат, старешината на придворниците ги воведе пред Навуходоносор, 18 стих и 19. Царот разговараше со нив и меѓу сите не се најде ниеден како Даниел, Анани, Мисаил и Азари. И така сите останаа пред царот. И во се мудро и умно зашто ги испитуваше царот, се најде дека се 10 пати повешти од сите волшебници и гатачи што ги имаше во сето негово царство. Млади луѓе во робство заземаат цврст став. Сега тоа ми беше најбитното, иако мораше да се спомне тука и околу исхраната. Да му бидат верни на Бога. И покрај се, овие се плашат, слугите на царот, кај нив нема страв. Господ рекол вака, ќе правиме така. Принципиелност. Вчера нешто се спомна околу тоа. Било што да е некоја слабост во животот кој имате, ако го воспоставите нешто како принцип во животот, тогаш нема да имате проблем. Нормално за тоа е потребна Божја помош. Се издвојували од останатите, значи дека повеќето паднале на искушението на царот. Не се најде, вика, меѓу другите како нив. Повеќето паднале, односно, тука може би имало и евреи други, кои што паднале на искушението, односно, јаделе од вавилонската трпеза. Денеска, околу вас се е вавилонска трпеза, да не кажам, мислам. Денеска, значи, наистина, човек треба да се чуди што да јаде и како да јаде, односно, доаѓаме пак до она што често пати го спомнуваме, па не го слушаме Божиот пророк. Кој од нас има парче земја па да насади, па да, освен некој од вас тука, да знае што јаде. Дори и тогаш дали знае што јаде, битно е и семето и така натака. Навистина живее во едно сложено време. Но сето ова е битно, ова е запишено, ова е за наша поука. Значи, меѓу сите не се најде ни еден како Даниел, Анани, Мисаил и Азари. Тие не дозволиле, иако биле во робство, во туѓа земја, знаеме со какво обкружување, не дозволиле да паднат по влијание на тоа обкружување. Значи, се може. Со Божја помош се може. Ние денеска исто така сме обкружени со разни влијанија, со Божја помош можеме. Да ја одбиеш царевата наредба, поготово, па тоа било, значи, навистина храброст. Наредбата на светскиот владетел в тоа време. Се спротиставили на тој образовен систем кој што требало да ги на некој начин, не дека немало мудрости кај вавилонците, меѓутоа едно е, друго е Божјата мудрост, друго е светската мудрост. Сето тоа било пресметано за да нив ги оддалечи од Бога. Но тие многу добро знаеле и затоа и не дозволиле да потпаднат по тоа влијание.
Денеска и ние сме обкружени со и самиот систем на образование и во општеството така натаму се нешто што е многу далеко од Бога. Да привршиме се со 2-3 стиха, првен во Јован 17 глава 3 стих. Кое е вистинското знаење? Вистинската мудрост се наоѓа само кај Господа. А ова е вечен живот, да те познаат тебе, единствениот вистински Бог и Исуса Христа кога си го испратил. Тоа е вистинското знаење, да го познаеме Господа, да го познаеме Неговиот Син, и тоа значи вечен живот. Не една друга мудрост. Се е добар човек, нели? Добар човек да знае нешто, да умее, да има некои вештини, да... Меѓутоа, ако не го познавате Господа, тоаш се е залудно. Ке помене тој живот, земски живот и толку крај. Божјата мудрост, не само што ќе ви даде квалитетен живот овде на земјата, туку и ќе ви обезбеди вечен живот. А тоа е само од познавањето на Господа и на Исуса Христа. И Јудиното послание, прва глава, односно една глава, е 24 и 25 стих. А на оној, а тој е тој, Господ, а на оној кој може да ве запази да останете безгрешни и без порок и да ве постави пред славата своја во радост. На единиот премудар Бог, ова е во ревидираниот превод, нашиот Спасител преку Исус Христос, нашиот Господ, слава и величие, сила и власт преку сите векови, сега и во сите времиња. Амин, завршува стихот. Како што Даниел со своите другари биле принципиелни и доследни, така можеме и ние, со Божја помош. И покрај обкружувањето во кое што се наоѓале. Како што видовме на почетокот, сето ова е запишано за наша поука, посебно за нас, кои што живееме во завршните време од историјата на земјата. Нека Господ ни помогне и не заборавајте дека и диетата е многу битна. Нека му е слава на Господа. Амин.